концептот е да се произнесат професорите и студентите на една иста тема да работат и да се покаже процесот на комуникација помеѓу професорите и студентите и нивните дела, фактички, крајните резултати и производи. Така да и јас како член на факултетот за арт и дизајн при Европски универзитет земав учество со две студентки, Марија и Ангела. Работевме на тема портрет, каде што една од студентките направи една мајчка со еден интересен портрет во техника на апликација и везење. И со студентката Марија, каде што он изработи една шапка од истиот материјал од кој што јас изработив едно дело кое што е позади мене. Тоа е висока мода или да речеме малце влегува во театарски костим, меѓутоа е сепак пристапот авангарден. Темата бевме инспирирани од ноќта и ја крстивме Рапсодија во црно. Секоја чест на МКЦ и на Горјан што ја организираат и што направија големи напори, веќе трета година да се организира оваа изложба, и апелирам да се вклучат можеби и други институции и ова да се дигне на едно многу повисоко ниво, бидејќи ваква изложба во сите други развиени држави е врвот на изложбите. Тука се присутни сите професори по дизајн и најдобрите студенти. Така да речеме фелата која што е пар екселанс, да речем, во државата, излага на ваквите изложби и би требало да биде многу повеќе и посетена, многу повеќе и да се приклучат и други професори од другите факултети. Сум поменал многу генерации, многу студенти. До сега имам и веќе 5 мои студенти кои што завршиле кај мене, магистрирале и така натаму и станале веќе доценти на други факултети, па и некои од нив се присутни тука како професори на оваа изложба. Се зависи дали ќе се погоди сензибилитетот помеѓу студентот и помеѓу професорот. Некои студенти си имаат свој стил кој што сакаат да го градат и тука и професорот треба да помогне нормално, меѓутоа не треба да ги прави своји копи. Секогаш треба да се следи идејата и талентот на студентот и да професорот да се труди да го доведе до едно совршено естетско произнесување, меѓутоа да не му го менува стилот, но има и студенти кои што се среќаваат со стиловите со професорите, па така да многу полесно се работи со нив, одошто со другиве. Но секако успех е секој студент која ќе стигне до ниво до кое што професорот е задоволен со тоа што го направил, сепак е успех за професорот. Јас сепак верувам дека ние сите црпиме идеи од некаков матрикс, од некаква енергија која што е креативна енергија, естетска енергија, и сите црпиме од таму идеи и секако дека ако се поклопат тие идеи исти, многу полесно се работи, многу полесно се соработува. Меѓутоа, сепак, пак ја кажам, предизвике и некои креативни решенија кои што не ни се својствени на нас како професори или не се во наш стил, да ги доведеме до совршен изглед кога работиш со студент или студентот да го постигне тоа ниво. При самиот контакт со студентите, прво професорот е должен да види кој студент на кое ниво е во својата креативност и во кој правец се движи. Тогаш не треба никогаш агресивно да се настапува кон нив, бидејќи тоа се млади личности, бунтовни, нормално дека сакаат да го држат тоа што они го замислили и го имаат како креација во својата глава. Меѓутоа, тука па е педагошкиот дел многу битен, да знае професорот како ќе настапи кон студентите за да го врати на еден, не можам да кажам прав или исправен, меѓутоа вистински пат каде што може да дојде до совршенството. Поентата е професорот да оцени каде најдобро може да се произнесе тој студент, за да може да го носи натаму. Образованието е тоа кое што треба да ги образува младите генерации, како треба да се облекуваат, каде треба да се облекуваат, како треба да изгледаат.
своја причина да имаат, меѓутоа да го оправдаат и настанот каде што одат, и луѓето со кои што се среќаваат, и професијата која што ја работат и така натаму. И тоа е, ние како луѓе, како живи битија, Homo sapiens, имаме вродено чувство за естетика, некој повеќе, некој помалку. Тие правила се учат, не може да бидат вродени, пошто нормално па и секоја територија, секој дел од светот има своји особености, своја фолклористика, своји начини на облекување, своји ритуали. Ние сме тука како професори, дизајнери, костимографи, стилисти, каде што секој може да се обрати за помош и да го советуваме. Меѓутоа, да заклучам дека македонците сакаат убаво да се облекуваат, но мислам дека немаат доволно едукација и тука малку се виновни некои странски, да речам, соседни медиуми кои што имаат голем инфлуенс, како се вика тоа, врз нашето население, со нивниот репертоар, нивната програма, така да некогаш има и тоа негативни реперкусии врз облеката.